Помалку од 2 години откако Врховниот суд го укина уставното право на жената на абортус во САД, највисокиот суд ги сослуша аргументите за лекот за абортус мифепристон, кој заедно со уште еден лек вообичаено се користат при абортус со лекови. Лекарите кои се противат на правото на абортус сакаат да ги поништат неодамнешните одлуки на Федералната администрација за храна и лекови, која дозволи мифепристонот да се припишува онлайн и да се испраќа по пошта до пациентите. Ерин Холи е советничка во Алијанса за одбрана на слободата, конзервативна христијанска правна група за застапување. Администрацијата за храна и лекови на САД мора да одговара за штетата што ја предизвика на здравието на безброј жени, девојки, како и на владењето на правото, поради тоа што не проучи колку се опасни лековите за абортус и оти незаконски одстранува речиси секоја важна заштита за истите тие лекови. Администрацијата за храна и лекови на САД вели дека ги следела стандардните процеси на одобрување кога ја донела одлуката и тврди дека укинувањето ќе го поткопа незиното властување да утврди дали некој лек е безбеден. Имани Вилсо Шабас работи во непрофитна кампања за пристап до таблети за абортус. Тоа е многу безбеден лек за употреба дома, а луѓето го прават тоа со години. САД заостануваат во однос на терапијата за абортус со лекови, која е во многу други земји долго време. Истрага во журналот на Американското медицинско здружение покажа дека бројот на абортуси со лекови се зголемил, откако Врховниот суд ставил крај на уставната заштита во 2022 година и им дозволил на сојузните држави да донесуваат своји закони за абортус. Абортусот, што жените сами го прават, всушност не е нелегален за повеќето места. Многу закони предвидуваат медицинските работници да им испраќаат апчиња на луѓето. Неколку држави донесоа закони за заштита, што им овозможуваат на давателите на услуги во држави како Њу Јорк или Вашингтон, всушност да испраќаат апчиња на луѓе кои се во држави со ограничена забрана. Ако највисокиот суд се согласи да го ограничи мифепристонот, повеќе жени може ќе се префрлат да го користат само вториот лек, кој е дел од сегашната терапија во 2 чекора. Здравствените работници велат дека абортусот само со мизопростол обично трае подолго и предизвикува поболни грчеви. Се очекува Врховниот суд да ја соопшти својата одлука во јуни или на почетокот на јули.